Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојавте во новото издание на ТВ Ординација. Вечерашен мој гостин, веќе го препознавате, доктор Стево. Стево, добре дојде во новата ТВ Ординација со нова тема. Докторе, зборуваме за тема која што можеби и не е толку актуелна кај помладата популација, поготово кај машката популација, но ние решивме кога го почнавме овој серијал дека ќе ја пробудиме она табуа кои што се веќе направени кај помладата популација за едноличноста на уролозите. Колку е важен урологот во здравјето на машката популација. Вечер вас зборуваме за тема за тумор кај тестиси. Докторе, тестисите кај машката популација се непознати само кај репродуктивниот систем. Што тие значат и која е нивната функција во машкиот организам? Да, добро ве најдов и продолжуваме на нашата работна задача. Тестисите кај мажот се едни од највиталните органи на машкоста. Тие се парни органи. Во ембрионалниот зачеток се абдоминални органи. Абдоминални органи и со развојот на ембриогенезата, тие се спуштаат од абдоменот, негде во 7-миот месец се на излезот од ингвиналниот канал, во 8-миот месец се формира скроталното кесе, а во 9-тиот месец тие веќе се спуштаат во скроталното кесе. Тие се парни органи и нивната улога за човечкиот организам, односно за мажот, е од многу големо значење. Нема машкост без здрави тестиси. Тие се величина тежински единици, ако се однесува на тежинска единица, величина од 20 грама, тежина од 20 грама, величина 5, 3,5 и дебелина паренхимот 2,5 сантиметра. Значи, имат паренхимен дел. Паренхимниот дел го сочинуваат семените каналчиња, а тука во семените каналчиња, кои се најважни во репродуктивниот процес, се зидните клетки кои се одговорни за развој, слепени на базалната мембрана и слободни клетки во тестикуларните канали, кои со помош на хормонот тестостерон се формираат во здрави сперматогони, а на крајот од излазот во изводните канали во здрави сперматозоиди кои се важни за оплодување на јајцевата клетка и за стварање на потомство. Значи, хормонот тестостерон, кој го лачат лајдиговите клетки, тоа е убаво да кажам, е многу важен за сперматогенезата. Не само за сперматогенезата, тој е важен и за исполнување на секундарните машки карактеристики или белези. Значи, тука се спомнуваат и сертоливите клетки. Тие се дел од клетките кои во својот развој до пубертетот се множат. После има така наречен застој. Кај нив има рецептори кои се осетливи на фоликулостимулаторниот хормон и под дејство на овие рецептори тие вршат дејство на протеинските хормони, како што се протеинските хормони кои го ствараат тестостеронот. Значи, и тие имат улога во стварањето на стимулацијата за стварање на тестостеронот. Така, ова се општите карактеристики за тестисите, но
сепак темата ни е туморот на тестиси. Да. Пред да преминеме на туморот, би сакала да ве запрашам што се случува со оние пациенти кога велиме дека не се спуштени тестисите на време. Дали ова е како еден од ризик факторите за понатамошни проблеми? Баш така како што рековте, неспуштените тести се ризик фактор. Се смета дека секој тестис што не е во скроталните кеси се наоѓа во абдоменот високо или негде во ингвиналниот канал или негде над почетокот на скроталното кесе, трпи промени. Тие промени се во смисла на зголемената телесна температура. Се смета дека абдоминалната температура е повисока за 3-4 степени и таквите тестиси, место да растат и да се развиваат слободно и да добиват пропорционалната големина со текот на возраста, тие атрофираат. Значи, секој пат почеток на таков лош процес, малиген процес, со еден збор карциноматозен процес, почнува од епителни клетки на неразвиен тестис, клетки што се атрофични и се потенцијална опасност за развој на малигни заболувања. Така. Би сакала само да ве запрашам. Светската популација вели дека карциномите или туморите се развиваат во малку подосежна фаза, со ретки исклучоци, но пред да започнеме емисијата спомнавте дека туморот на тестисите е болест која што ја карактеризира и младоста. Дали ова значи дека помладата популација, машка популација, е повеќе ризична како категорија за добивање на болест? Да, баш така, младата популација е најзастапена со овие болести и се смета дека годишната возраст од 15 до 40 години е најзастапена возраст во болестите на тестисот. Во ова возраст се смета дека во ова возраст самата популација е сексуално активна и се смета дека тие се најчести во во периодот на најголемата сексуална активност на маж, а таа е од 15 до 40 години. Значи, тука може да бидат и други фактори за болеста. Се смета дека пореметувањето кај болеста Клинефелтеров синдром, каде што има хромозомски аберации, може да биде причина за малигни заболувања на тестисот, а незауставлива е и траумата. Траума во смисол на удар во тестисот. Имам прочитано на едно место дека таа траума е толку јака, се споредува дури со породилната болка. Значи, правени се симулации на мажи со симулатори за породување и докажано дека машките ја признават породилната болка, али ако го прашите некој маж како ја поднесел болката од ударот, ќе направи гримаса и таа е, иако трае кратко време, таа е дури посилна и од породилните болки. Значи, со тоа сакав да кажам, траумата е многу битна. Так. Значи, после одредена траума може да се развијат вакви процеси кај тестисот. Така. Што е она кое што е прв сигнал дека станува збор за некакво нарушување на работата на тестисите? Значи, таа е многу подмукла болест. Значи, ние самите млади луѓе, а и децата, како деца, ако не им обраќаме внимание, дури тие не се свесни кога се прават систематски прегледи
да бидат присутни на тие прегледи. Ако родителот не води грижа, тие систематски прегледи поминуваат без нивно присуство. Значи, секој пат тие се важна карика во откривањето на тие болести и секој пат после систематски прегледи пациенти или деца доваѓаат и откриваме одредени заболувања. Значи, како прво и најважно е крипторхизмот. Ако се открие значи, неспуштени тестиси, се оди на оперативна интервенција и таа оперативна интервенција, јас сум правил доста вакви операции и имав доста успеси. Значи, ова оперативна интервенција фактички се спушта тестисот во скроталното кесе. Операцијата не е замашна, нема оперативен ризик и постоперативно, ако тоа се изведе како што треба, тестисите почнуваат да растат, да се развиваат, али многу е важен период од времето кога таа оперативна интервенција ќе се изведе. Значи, по некои статистики се смета дека 6-та година е оптимален период да се изврши една таква орхидопексија, значи, а сите по-дамнешни години немаат добри резултати. Еве, имам некои податоци од уролошка клиника во Белград. Правена е орхидопексија на возраст после пубертет 15 годишно дете и 18 годишно дете. Значи, таквата орхидопексија се мисли дека е касна и од такви тестиси се развиваат карциноми на тестисот. Какво е лекувањето при појава веќе на карциномот? Кај нас од нашата пракса сме имале случаеви првото лекување да биде многу касно и самото доаѓање фактички значи лекување на метастази. Значи, во нашата пракса сме имале случаи да видиме пациент млад, нема ни 25 години, со бледо лице, со страшна анемија, со висока седиментација, со надржаен кашалј и со плување на крвав спутум. А тоа веќе значи дека метастазите стигнале до плуча. Значи, еден од таквите тумори што можам да го споменам е семиномо на тестисот. Значи, сега парцијално за него ќе кажам, али може и да направиме една поделба на туморите. Овој тумор, значи, дава најчесто такви метастази во плуча и пациентите доаѓаат во таа фаза која веќе сите други оперативни техники се заобиколени, но сепак се почнува пак по еден ред, едно по друго, и пациентите имаат добра прогноза. Баш конкретно за овој тумор имат одлична прогноза, иако касно се доаѓа. Еден од радиосензитивните, значи осетлив на зрачње. Зрачната терапија се смета дека метастазите кај овој тумор се топаат со зрачна терапија како снег на сонце. Баш така. И има многу добра прогноза. Така. Пред малку спомнавте дека оваа болест е доста подмукла, но не постои ли некаков сигнал кој што телото го испраќа до пациентот за при појава, да го натера да се појави на лекар? Сигнали од болеста може да бидат болки во долен абдомен, болки во грбот, после како тестисот
туморот расте, се осеќа тежина на страната на скроталната кеса. Тежина во скроталната кеса и тоа чувство на тежина ги тера пациентите да дојдат на преглед. Значи, може туморот како тумор секундарно да се воспали, да настане секундарна инфламација на туморот и тоа е уште по-интензивен знак. Тука може при самата инфламација да добија температура, треска, зголемување на обемот на тестисот. Обично тие тумори знаат да бидат многу мали како големини, а оваа зголеменост на туморот дава брз потик да пациентот дојде на лекарите и да бара помош. И обично кога ќе дојдат такви пациенти се кај мене, кај уролог, ние го пипаме скротумот, тестисот и тука се напипува палпаторно. Значи, таа е наједноставна физикална метода. Со голе раци се пипа соодветниот тестис и се напипува чворноватост. Значи, самата чворноватост, неравномерност на скротумот дава податоци за оформен тумор. Значи, после терапија антибиотска, тестисот се смирува, али останува резистенцијата, тврдината. Веќе е јасен случајот и такви пациенти им правиме орхиектомија. Орхиектомија е едноставна операција, се прави ингвинален рез на кожата на ингвиниумот, се доаѓа до изводните канали дуктус сперматикус и дуктус до фуникулусот фактички. Фуникулусот и се прави висока орхиектомија со подврзување и сечење на фуникулус со крвните садови и енуклеација на тестисот анблок и треба тука многу да сме пажливи, да биде полето изолирано, да не паднат крв или клетки кои може да направат рецидив во оперативното поле. Така. Спомнавте, ги правите операциите, се прават радиотерапии кои што имаат солидни прогнози. Што се случува по лекувањето? Дали пациентот е спремен повторно за репродуктивен процес? Значи, кога имаме состојба на болен со таква диагноза, значи, секој пат ако се извади, ако се направи орхидопексија на едниот тестис, тоа е добро што во пракса и во литература се смета дека секој пат едниот тестис е зафатен. И таа е добрата страна на таа патологија. Ако пациентот е во полна возраст, обично се остава сперма во така наречени банки за сперми и во пригодно време, ако ствара фамилија, тие сперми можат да се искористат за вештачко оплодување. Значи, и тоа исто така се прави многу голема прецизност или внимание. После предзрачната терапија исто така да се даде сперма ако пациентот сака потомство, сака репродукција. Значи, се смета дека зрачната терапија делува на нормалните ткивни клетки, а камоли на тестикуларните клетки. Тие клетки се сметат дека се едни од најчувствителните. Тие се клетки со проста делба и како кај мажите, така и кај жените, тие се од исти мезонефротичен заметок
и тие се јако осетливи на зрачна терапија. Така. Тука може да настанат малформации хромозомски, да се добие несоодветна потомство. Така. Докторе, кажете ми, што е она кое што го препорачувате на машката популација? Како да оздравите тестиси? Тоа е важно. Од литература е познато и ние секој пат, ако дојде млад човек, еве денеска имав тројца со таква некоја сумлива патологија, али беа добри, ги гледав на ехо и им советував еден начин само преглед. Само преглед е метод кога пациентот еднаш месечно сам ги пипа тестисите за да осети неравнина на истите, некој мало чворче во вид на грашок, и тоа побудува страв и го носи кај урологот да го направи првиот преглед. Значи, тоа е многу важна метода. Исто така се препорачува и кај жените, бидејќи тие страдат најчесто од болести на градата. Значи, само прегледот е само важен. го прегледот е многу важен и е многу голема одбрамбена мерка за да се развие малигна болест. Од другите мерки рековме крвта е важна за да се утврди поточно типот на туморот. Тука се важни туморските маркери. Значи, еве јас кога почнав, тие не беа научно докажани и излезени, и единствен метод за диагностика повисок од физикалниот и палпаторниот беше еходиагностиката, и таа останува како таква. Значи, туморските маркери се протеински структури кои ги стварат туморот, и тие ги има како алфа-фетопротеин, бета-хориогонадотропин и кисела лактатична дехидрогеназа. Од нивото на тие маркери се гледа и развојот на процесот. Значи, колку тие се високи во крвта, толку се мисли на распространетост и на метастазите во телото. Сега, тука можам да спомнам и стадиуми на болеста, стейджинг. Тие се 3 стадиуми, така генерално наречени и поделени. Првиот стадиум е кога туморот е исклучил во тестисот. Вториот стадиум е кога метастазите се во лимфните садови во абдоменот. И третиот стадиум е кога тие се подалеку од лимфните садови во абдоменот, негде во некои повисоки органи, како плуча, како јетра, значи црн дроб, или во мозокот. И ако тие се високи, сега од структурата на туморот зависат и туморските маркери. Еве да речеме кај семиномот што го спомнав, значи кај него ако е чист семином, тие се ниски. Так. Значи ниски се или ги нема уопште. И многу пати од пациенти, еве скоро имаше еден пациент на преглед и се оперираше, палпаторно ги имаше наодите и еходиагностиката, што таму ја потврдив, али туморските маркери беа испод ниво. Значи нормални. Така. Нормални. Значи има и исклучоци. Значи треба сепак да се оди на таа редовна диагностика, така, и да се види степенот на развојот на метастазите. Они се важни. За тоа што реков метастазите, тие најчесто, да кажем еден збор, два, како се тие шират,
се шират хематогено и лимфогено. Лимфогено ги зафаќаат прво лимфните јазди во ингвинумот, а потоа продолжуваат ретроперитонеално. Ретроперитонеално околу големите крвни садови и во најнови, мислам, не е то најново, али како златен стандард во Америка, за да се спречи развојот на болеста и да се спаси животот на еден млад човек, се прават покрај орхектомијата се прави така наречената ретроперитонална лимфаденектомија. Таа е мутилантна операција, захтева висок стручен кадар и трае обилно време. И тука треба многу да се внимава да не се повредат нервите околу ортата, оти има и обратни непожелни ефекти, компликации. Например, после таква операција пациентот треба да знае какви компликации се дешават. Значи може да се деси, да речеме, да немаме ејакулација ради повреда на сфинктерите, на мочниот мел или ретроеакулација и спермата да се враќа према бешика и ред други работи, после пареза на црева, шупли органи, инфекции. Значи, сега во последно време таа метода е веќе како рутинска, значи во западните земји и се изведува без проблеми, а тоа сакав да кажам како почетоци или како пионири во таа оперативна техника, колку човек работи, толку се усовршува. Така. Доаѓаме до еден заклучок дека сепак самоконтролата може да ни обезбеди на време на дијагностика и рано откривање на било која болест, па така и кај тумор на тестисите, како што испомнавте и самите, како што се самоконтролите на жените за рано откривање и дијагностицирање на карцином на дојка, така и дијагностицирањето и раното откривање на тумор кај тестисите, но би сакала овде кај нешто друго да ве запрашам пред да ја завршиме емисијата. Пред да започнеме емисијата спомнавте дека еден од начините за здрави тестиси и развивање на тестисите како органи кај машката во машкиот организам е и носењето на слип, односно ги исклучувате како уролог носењето на оние боксерки по меѓународот кажано, односно долен веш кој што се практикува од машката популација. Зошто е тоа така? Точно, боксерите се спомнети и во литературата, се мисли дека ги стегат тестисите, вршат компресија, значи не се препорачува носење на тесен долен веш. Слиповите се практични и ние, например, кога имаме воспаление на тестиси, секој пат препорачуваме носење на суспензориум, значи да ги држат тестисите подигнати. Значи, исто така може не е препорачливо, али тука е спомнат и бициклизмот. Бициклизмот има влијание врз таа промена притисок или тесни гаки. Потоа тесни панталони при работа не се препорачуваат, значи сето тоа иде во прилог во еден вид компресија. Спомнети се исто така и дисџокеи, што почесто заболуваат од овие малигни заболувања. Да ги спомнеме плински работници во индустријата за нафта, потоа заразени од ХИВ вирусот и тоа. Така.
Доктор, јас ви благодарам на исцрпните одговори. Еве, упативме една силна порака до машката популација. Нема да застанеме овдека, ќе ги едуцираме мажите и понатаму во наредните емисии. Се гледаме во некоја наредна прилика, односно во наредна емисија на Тавординација. Ви благодарам уште еднаш што бевте дел од оваа вечерашно издание на Тавординација. Јас ви благодарам на поканата и секако, ако ме поканите, ќе бидам редовен гостин во вашата емисија. Така, ќе ни биде чест. А вам, почитувани гледачи, ви посакувам пријатна вечер. Се гледаме наредната Тавординација со нови гости и нови теми. До тогаш, до гледање.